Со зголемените страхувања за можна ескалација на конфликтот во Источна Украина, зачести и нарушувањата на воздушниот простор на НАТО членките од руски воени авиони. Москва најавува воздушни патроли и во близина на брегот на Северна Америка. Холандската влада соопшти дека два борбени авиона од типот F-16 пресретнале руски товарен авион Илјушин откако навлегол во меѓународниот воздушен простор северно од Естонија и Литванија, без претходно да најави план на летање. Холандските авиони се дел од патролата на НАТО која го контролира небото над Балтичките држави по избувнувањето на кризата во Украина. По блиската средба, рускиот авион се упатил кон руската енклава Калининград, која се наоѓа меѓу земјите членки на НАТО, Полска и Литванија. Во меѓувреме, американскиот Стейт департмент оцени дека се неоправдани руските планови за испраќање бомбардери во воздушни патроли во близина на Северна Америка. Портпаролот на Стейт департментот Джен Псаки изјави дека сегашната ситуација во подрачјето на западниот брег на Атлантикот не дозволува дополнителни летови на руски авиони. Претходно, рускиот министер за одбрана Сергеј Шојгу изјави дека ваквите патроли би биле со цел да го обезбедат руското воено присуство во тој регион. Изјавата на Шојгу дојде откако НАТО соопшти дека пораснал бројот на руски воени летови над Европа од Балтикот до Португалија. Генералниот секретар на НАТО Столтенберг оцени дека во изминатиот период имало голема невообичаена активност на руската авиација на небото над Европа. Како одговор на тоа, 8 балтички и нордиски земји плюс Британија се договорија за зацврстување на соработката. Russia's aggression towards Ukraine and their continuous destabilizing operations in eastern Ukraine has, as we all know, Руската агресија во Украина и низиното продолжување на операциите за дестабилизација на украинскиот исток драматично ја смени безбедносната ситуација во Европа. Ние се согласивме дека руските активности се целосно неприфатливи и ги кршат принципите на меѓународното право, изјави министерката за одбрана на Норвешка Ине Ериксен Сориеде, наведувајќи дека најдобра мерка против најновите воздушни игри на Русија е пошироката соработка на земјите од регионот. Во меѓувреме, британскиот премиер Дејвид Камерон ја предупреди Русија дека незините акции во Источна Украина се неприфатливи и би можело да резултираат со дополнителни санкции од Европската унија и Соединетите држави. So I would still hope that the Russians will see sense and recognize that they should Јас и натаму се надевам дека русите ќе ја видат смислата и ќе признаат дека треба да ја допуштат на Украина да се развива како самостојна и слободна земја, која може сама да избира. Ако Русија преземе позитивни чекори во врска со украинската слобода и одговорност, тогаш би можело сегашните санкции да ги укинеме, рече Камерон на пресконференција во Австралија ден пред почетокот на самитот на Г20 во Бризбен, на кој ќе учествува и рускиот председател Владимир Путин. Инаку официјална Москва и натаму демонтира дека испраќа воена опрема и помош за проруските сепаратисти во Источна Украина.